Народе Божи, народе на воскреснатиот Христос, деца на Пресвета Богородица, на улиците низ Струмица се чувствува радоста на воскресението и не само на Струмица, туку ширум овој свет кој што Бог го создаде за радост, за живот вечен и за воскресение како конечна судбина, како начин на постоење. Радоста која што најпрво и беше возвестена на онаа која што денес одиме по неа, носејќи ја незината чесна икона, онаа на која што и дадовме безброј имиња, како акт на нашата синовска љубов. И сите тие имиња се прекрасни и се вистината за неа. Едно од тие имиња е брзо послушница, онаа која што брзо услишува и веднаш притекнува на помош. Токму со тоа име ние во Струмица се фалиме и имаме благослов да ја имаме незината чесна икона, која што со благослов на блажено упокоениот старец и катеигумен на свештениот манастир Дохијар на Света Гора Григори и неговото свештено братство ни беше дадена на дар. И ние уште посвештено ја прегрнавме и ја чуваме како најголемо и неотуѓиво богатство. А дека тоа е така, го имаме и незиниот свештен, најсвет одговор, а тоа е дека и оваа нејзина света икона стана чудотворна. Уште првиот миг, уште првиот ден кога ја донесовме во Струмица и сведоци сме за секојдневните нејзини чудеса и исцеление кои што се случуваат овде меѓу нас. Но нема друго поголемо чудо, драги браќи и сестри, од најголемото чудо, а тоа е радоста која што сведочи, радоста која што сите ние ја чувствуваме дека Христос навистина воскресна, радост која што таа ја сподели со сиот свет, радост која што најпрво на неа и беше благовестена кога Бог го испрати светиот архангел Гаврил како сведок и како благовестител на најголемото чудо, на вечно новото чудо кое што се случи во човечката историја, а тоа е дека Бог се воплоти и стана човек. И архангел Гаврил со свештен трепет и рече: радувај се, благодатна, Господ е со тебе. Но Господ, драги браќи и сестри, не го прими само за себе и не го задржа само за себе, туку Бог го присутни во овој свет, во времето, во историјата, и Бог како на некој свештен жртвеник се жртвуваше и ни се принеси и ни се даде нам. И таа радост, сите сме повикани да учествуваме во таа радост, во радоста на Пресвета Богородица која што ја благовести архангел Гаврил, тоа е дека Бог е со нас. И такво е името негово Емануил, што значи Бог е со нас. Пресвета Богородица со векови наназад тоа и го прави, ни го дава и ни го принесува на секој еден од нас. Во нејзините раце, драги браќи и сестри, има дар за секого, секому според неговите потреби. А тој дар е најголемиот дар кој што Бог и Отецот му го даде на човештвото, единородниот син негов. Ама Бог благоволи тој дар преку неа да ни се даде, преку неа да ни се принесе. И во нејзините свети прегратки го гледаме него, кој што задоволува сечија потреба,
кој што е утека на оние кои што ја бараат, лек за оние кои што бараат, исцеление за оние на кои што им треба исцеление, сострадалност на оние на кои што им треба сострадание, радост на ожалостените, воскресение на умртвените од гревот и од пакоста на овој свет. И гледам од година на година, кога минуваме низ улиците низ кои што се движи летијата, како со свештен трепет луѓето излегуваат од своите домови да и се поклонат на Пресвета Богородица. А изминатите години кога поминувавме покрај кафулињата, особено во првите години, луѓето не знаејќи што се случува, седеа во кафулињата. Сега не видовме човек кој што седи, сите со свештен трепет станува да и се поклонат на Мајката Божија. И така треба, така е исправно, драги браќи и сестри, Пресвета Богородица е единствената наша надеж. Единствената наша надеж тогаш кога ние доброволно со нашите гревови, со злото на кое што се согласуваме, со нашата пакосност, ја убиваме доброволно секоја надеж за спасение и секоја надеж за поправање, да бидеме подобри луѓе. И тогаш кога во нашата безнадежност мислиме дека не можеме да бидеме подобра верзија за себе си, а крај ноќа е кога човек мисли дека веќе нема смисла овој живот и нема спасение за него, тогаш, драги браќи и сестри, Пресвета Богородица е таа која што прва притекнува и на сите нас обременетите од грев, од темнината на која што сами се предадовме. А темнината не е ништо друго, туку отсуство на божествената светлина. А пребиваме во темнина заради тоа што доброволно се одрековме од Бог. Доброволно го бркаме Бог од нашите животи. Немојте да бидете безнадежни и тогаш кога мислите дека нашите молитви Бог не ги слуша и дека сме премногу грешни за да повикаме кон Бог и Бог да не слушне, тогаш не се колебајте, повикајте ја неа. Таа е нашата мајка и таа ќе ни го донесе Бог. Таа никогаш не доаѓа во животот и на најголемиот грешник со празни раце, драги браќи и сестри. Незините раце, незините прегратки се исполнети со оној за кого што е мала и вселената да го собере, живиот Бог. Затоа денес заеднички сите да ја замолиме и да ја преколнуваме како мајка, да го донесе воскреснатиот Христос во нашите животи, да го донесе воскреснатиот Христос во овој наш град, да ги омекне со својата милост срцата на оние кои што се стврднати, искаменети од злоба и од пакост, а особено на оние кои што дишат со злоба и со омраза против црквата и против незиниот Христос. Оти оној кој што ја мрази црквата не може да каже дека го љуби Бог. Оној на кого што црквата не му е мајка, ни Бог не му е отец. Драги струмичани, драги браќи и сестри, држете се за црквата, заради тоа што Пресвета Богородица е во црквата. Впрочем, таа самата е мајка на црквата, бидејќи црквата е тело Христово, а Христос негова глава. Надвор од црквата нема надеж, надвор од црквата нема спасение, надвор од црквата нема смисла. И знам дека тоа го знаете и не треба да го кажам.
но го кажувам за оние што се прават дека не знаат. Срцето на Пресвета Богородица и на оние што служат во црквата е пред се преполно со милост, пред се за нив. И го молиме Бог и Неговата пречиста Мајка да им се смилува, да ги просветли, да и тие да се израдуваат на радоста на Воскресението Христово,